Оцрнување на министри, себе промоција на собраниската говорница или вистинско барање за одговорност на владините функционери. Интерпелацијата како собраниски инструмент никогаш не доби 61 зелено светло за некој министер да биде симнат од позицијата. Никогаш од независноста до денеска не беше изгласана ниту недоверба на влада, зашто е потребно исто така апсолутно мнозинство. Опозицијските партии поради незадоволството од работата на власта често ја користат оваа собраниска алатка, бидејќи може да се инициира со потписи од само 5 пратеници, и тоа е демократски, коментира поранешниот пратеник Илија Димовски. Секоја иницијатива која што оди во насока на некаква контрола над власта, во принцип е демократски инструмент и е во ред да се користи. И сега, дали ние како општество, како гласачи, како поддржувачи, членови, така сме задоволни од тоа, сосема друго прашање. Дали е ефикасна, не е ефикасна, заради тоа што во 30 години ниту еднаш како символ, ниту еднаш не била прифатена ниту една интерпелација за влада или за министер во таа влада. Димовски е настав дека треба да се размислува и за други форми на контрола врз извршната власт. Доколку се усвои интерпелација, тоа значи дека собранието утврдило некаква политичка одговорност. За да го разреши има друга постапка. Не осудувам јас интерпелации, но може би собранието треба да размислува повеќе за другите форми на контрола кои што му стојат на располагање, јавни расправи, пред се надзорни расправи. Оние кои што практично може да направат хиеринг, сослушување на разни избрани и именувани лица. Колку интерпелации досега биле поднесени, точен број нема, но во секој владен состав работата за скоро секој министер барем еднаш била испитувана од претениците, но никогаш ниту еден владен функционер не беше симнат од функцијата со мнозинство народни избраници, освен само иницијативно или пак на барање на премиерот. Најтесно во гласовите беше интерпелацијата за Никола Димитров од 2021 за односите со Бугарија, кога за гласаа 53, а против беа 55 пратеници. Довербата во владата на Заев истата година ја поддржаа точно 61 пратеник, иако тогашната опозиција тврдеше дека има апсолутно мнозинство да изгласа недоверба. Интерпелација имаше и за екс-спикерот Талат Џафери, поради тоа што ги навредуваше и пцуеше вработените во законодавниот дом, која никогаш и не беше ставена на гласање.